Руско-украинската криза со сигурност ќе ја растресе и македонската економија. Македонија го губи пазарот во Руската Федерација како резултат на санкциите од наша страна, но и најавите за контрасанкции на рускиот лидер Путин. Русија е 20-ти трговски партнер на Македонија, а трговската размена меѓу двете земји се движи околу 200 милиони евра. Само лани во директната размена Македонија-Русија биле извезени близу 50 милиони евра, а увезени стоки во вредност од 150 милиони евра. Потенцијално може да секне и гасот кој влегува во земјата, а транзитира од Русија низ Украина. Македонскиот извоз бележи континуиран раст, да кажеме од 36 милиони во 2017, потоа имавме 42 милиони 2018, па мал пат 2019, околу 39 милиони, но веќе 2020 60 милиони, лани 54. И за оваа година се очекуваше дека таа бројка сигурно ќе расте, но тоа што беше поважно во последните години ние направивме диверзификација на производите кои ги пласираме. Освен нафтата и газот, Русија и Украина обезбедуваат четвртина од светското производство на пченица, а Русија е и најголемиот извозник. Може да се предпостави колкави ќе бидат последиците на цените и производството на храна без овие количини, вели првиот човек на Македонско-руската комора. Во кој дел ќе добиеме ние контрасанкции? Да се надеваме дека не во целост на она што го работиме, бидејќи ние 1/3 од земјоделските производи ги пласираме на тој пазар. Руската Федерација во главном ние увезуваме газ и нафта и во трговската размена доминантна е таа ставка, затоа имаме и трговски дефицит, бидејќи додадената вредност на овие два продукти е многу поголема од она што ние го извезуваме. Би рекол лесно да се загуби пазар, се исправам, а многу е потешко да се освои. Не само директно, индиректно штетите ќе бидат поголеми, бидејќи руските производи како челик, железо и така натаму од Русија завршуваат на македонскиот пазар, но преку фирми посредници од Европската унија и Турција.